нашите наставнички Тина и Габи се веќе овде и спремни се со некакви интересни, содржини, малку чудни и ќе ни објаснат најверојатно што е ова си што го носат овде. Да, добро утро и од нас. Добро утро. Многу ни е драго дека денеска ќе се дружиме повторно со нашите другарчиња и да, Лина, направивме една многу интересна изложба и презентација, меѓутоа малку подоцна ќе објасниме што се донесовме за сите вас, ама најпрво сакам да ве прашам дали вие знаете дека ние сите луѓе сме многу богати. Па сме богати, имаме пријатели, имаме книги. Одлично, ама имаме и друго едно богатство што се вика национално богатство. Тоа е нашиот фолклор, македонски, и токму затоа денес учителка Габи донесовме многу интересни нешта кои што ќе ги прикажеме, покажеме и ќе ги објасниме за нашите другарчиња. Супер! Подготвени? Да, Ајде, учителка Габи прво ќе ни објасни нешто за нашата облека. Во секое домаќинство во минатото, главна била мајката. Како домакинка се грижела за семејството, да има храна, да има облека, а облеката во тоа време другарчиња се викала носи. Секоја носија потекнувала од различно поднебје, за да ни биде по интересно, поразбирливо, значи поднебје, значи дека секој град си имало своја народна носија со своји изработки, а што било интересно е што секоја народна носија имала основни бои кои што се употребувале секаде. Тоа е црната, црвената и белата, но во некои подречја, во некои градови имало и жолта, зелена, па и сината боја. Облеката ние ви донесовме со учителка Тина многу слики за да ви биде посликовито и поинтересно, но ви донесовме и вистинска една носија. Еве, значи секоја носија содржала една кошула, која секогаш била бела. Ова е женска носија, значи имала женска и машка носија, елек, колан, имало скутник се викало, денешно прегач, нели мама кога готви става прегач. Ево го скутникот, имаме материјали кои што мајката ги користела за изработка на храната, ова е тањер или тепсија изработена од глина и ова ни е, нали знаете што? Стомничка за пиење вода, оделена чешма и полнеле вода. Мајката кога работела во нива заедно со таткото, го загледала еден цвет кој што бил многу интересен и бил бел. Но тоа не било цвет, тоа било памук, кој што почнала потоа да го обработува, да го преде на вретено и добивала готов производ, тоа е волна или памук, лен, и потоа го ткаела, го боела и така ја добивала народната носија. Ја знам како се прави тоа. Да? Вистина? Да, имам правено од памук, правено волна. Одлично, како што вие ќе слушнавте, значи учителка Габи спомена, народот користел се што имал во својата околина. Значи волната ја добивала од, што мислите, од што? Па памукот. Не, волната се добива од овцата. Овцата таа се стриже, потоа се обработува и се добива еден убав ваков конец кој што се бои во различни бои, најчесто бил во црвената, белата и црната боја, како што претходно споменавме, и потоа се употребувал за шиење, ткаење, плетење на различни облеки кои што сега ние ги споменавме. Исто така и памучната конче се користело и многу често сите тие материјали биле многу природни. Се што имале во околината, народот успеал да го искористи за да направи, како што и садовите беа од глина. Сите знаеме дека глината е земја и многу често ние во градинка и си изработуваме предмети од глина. И учиме дека природните материјали се добри за нас и го штитат и го заштитуваат нашето тело. Затоа гледаме секогаш да носиме памучна облека или кога е зима, најчесто носиме и волнена облека, а таму каде што е постудено, тие сигурно знаат луѓе како штити и изолира таа облека. И затоа Тина да кажеме и дека сите тие изработки што ги правеле луѓето се викало за наетчество.
Значи терзиите ја правеле облеката, не само мајката, него имало терзи кои што ја кроели ја правеле облеката. Имаме којунџи, има колари кои што ги изработувале колите како некако сега, ковачи. И сето тоа се било занечиство и ден денес постои занечиството за да се промовира, за да се употребува и за да имаме една ваква убава традиција која што треба да ја негуваме и како што кажеш Тина, тоа е нашето големо богатство. Исто нешто многу интересно што е дел од народната носија, исто и златната и сребрената боја. Најчесто се користи за украсување на носијата, за украсување на носијата и се става на одредени места за да светка, за да биде сјајно. Таа може да биде во сребрена или во златна боја исто така. И на коланите може да има такви елементи. Монистра може да биде извезена или срма која што исто така делува многу убаво, грациозно и кога излегувале на сред село или да одат по вода или кога се случувало можеби некоја свадба, крштевка или слава во местото, тогаш сите биле дотерани, облечени, уредни и жените носеле на главите марами и обично ја плетеле својата коса, таа била долга и секогаш сплетена во таа интересна фризура што и нашите другарчиња и девојчињата посебно ја знаат, плетенки. Па си ставале една убава китка тука и пееле традиционални песни, си играле традиционални игри и другарувале заедно. И денес за вас донесовме исто така интересни изработки што може и другарчињата да си ги направат дома и сега малку ќе бидеме вредни, сакате? Сакаме. Ама што Тина да кажеме во денешно време кој сето тоа ни го покажува? Ајде. Тоа се друштвата, играорни, а стаблите ни ги покажуваат и ни ги промовираат инструментите кои што се употребувале и тогаш. Имаме тука една слика, тоа е еден инструмент. Гајда. Гајдата се добива од, што мислите, од кој животно? Па се добива од стомакот на дали беше на овцата? На козата. На козата? На козата и се прави, се изработува и се прави инструмент. Има и многу други инструменти како зурлата, кавалот, тапанот, кој што се употребува на свадбите, кој што ги спомна Тина. Сега ќе бидеме малку вредни. Прво ќе си ги повториме деловите што ги научивме за традиционалната фолклорна облека. Еве имаме тука еден елек. Ова се чорапи, кои што исто така се дел од облеката. Имаме скутник и имаме кошула. И сега тие се бели, ние ќе треба по никаков начин да ги украсиме во тие бои кои што ги споменавме и направивме за вас нешто интересно. Ова другарчиња можете да си го направите и вие дома. Од обичен компир да си направите печати и како што веќе можете да забележите и на народните носи преовладуваат овие форми кои што можеме да ги видиме тука на печатите. Значи квадратче, триаголниче, линии, баклава и така натаму. Значи со нив ќе ставиме темперна боја и оставаме отпечатоци и потоа ќе ги украсиме. Друго што ни донесе учителка Габи? Овде имаме шари, најразлични изработени и лентички во боја, кои што може и дома да си ги сечете, значи во бојата црвена, жолта, бела и црна. И ќе ги протнуваме низ овие шари и така ќе правиме мотиви. Ви се допаѓа играта, а сакате да се обидете? Ни се допаѓа играта и сакаме да се обидиме. Тука може да видите дека можеме да изработиме и парички од обична алуминиумска фолија и обично картонче исечено во форма на крупче. Еве вака. Значи ќе го завиткаме и ќе направиме интересна паричка сребрена. Ви се допаѓа? Да. Ајде сега, од пластелин може да се изработи стомички и шишиња. Или шишенца. Да не биде, или нека биде и глина може. Супер. Кој сака отпечатоци од вас да прави, кој сака да... Може комшито? Ајде комшито повели да видиме како си во изработки. Како сум во изработки? Ајде. Еве може ова елече убаво да продолжиш да му ставаш. Какво го, но треба? Еве, овде имаш пример од едната страна. Јас ќе ти ставам тука малку боја.
Добро. Само толку. Јас вака ова мотиви да ќе ги правам. Ете го триаголничето црвено и можеш да се обидеш да оставаш отпечатоци од другата За страна многу на брзо време ќе личето. ни звони, А што мислите, дали носеле чевли во тоа време? па носеле опинци. Пинци ги изработувале Од кожа. од кожата, од животните. Од пинчиња вакви. И додека така си ткаеле си приделе другарчета. Звони! Да, само уште една нешто да кажеме, си смислувале многу интересни поговорки, гатанки, умотворби. Дали може само една гатанка за крај? Ајде. Безвретено преде, безплатно ткае. И пак облека нема. Дали знаете што е тоа? Не знам. Сигурно знаеш. Не. Не? Ајде, комшито. Не знам јас, Лина знае. Па? Пајак. Пајак. Одлично. Супер! Одиме со Благодариме. вториот час. Довидување. Видување.